Испукани плашливци наместо вистински куршуми од Грција. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис, за разлика од острите изјави во медиумите дека ќе бара санкции за Македонија бидејќи новата власт не го почитувала Преспанскиот договор, во реалноста не направи ништо. Иако најавуваше дека во Вашингтон ќе бара државава да биде на еден начин казнета, не презеде ништо официјално. Според познавачите и на Мицотакис му станало јасно дека договорот од нивици мора да го гледа како оружје за подобра соработка меѓу две соседни земји. Не треба ова да го толкуваме како било каков триумфализам. Очигледно дека постојат разлики помеѓу толкувањата кои што ги имаме ние на Преспанскиот договор, толкувањата кои што ги имаат во Атина, меѓутоа мора да се разбереме дека ние сме соседи. Не сме среќни како македонци со Преспанскиот договор, многумина во Грција исто така не се среќни со овој нив дипломатски триумф, сакале уште повеќе, но во моментов тој постои, додека постои треба да го искористиме како мост за соработка помеѓу двете земји. Според поранешниот амбасадор Ивица Боцевски, јасно е дека во однос на спорот со Грција створена е нова политичка клима. Власта го почитува бидејќи мора, но веќе на домашен план не гледаме користење на кованицата Северна. До што го видовме, јасно е дека останува доследен до својот став премиерот Мицкоски, односно дека во делот на онаму каде што мора, нели, одаму каде што е предвидено тоа со Преспанскиот договор, ќе се придржува Македонија кон договорот. Ние не сме некоја диво племе, ние сме држава со сите институции, со сите султанати. Меѓутоа, нашиот отпор кон овој договор кој што беше донесен на еден грозен начин, ќе дојде низ културата и низ правото. Низ правото кога ќе се создадат услови, а културата е токму ова што го правиме. Пред самитот на НАТО во Вашингтон од Грција постоја најави дека ќе има радикални мерки кон Македонија, бидејќи новата власт не го почитувала договорот од Преспа. Се говореше за економски санкции, дури се говореше дека се размислува за забрана на влез на македонци во Грција, забрана за прелети, забрана за роаминг.